На старт сме на уште една зимска сезона и кога зборуваме за зимските капацитети, обично асоциација ни е Маврово, Попова шапка. Попова шапка долги години е дел од Елем и од компанијата Елем Туркс, а со мене во студиото е Адем Авзију, директорот на Елем Туркс, со кого би сакале да ги споделиме најновите информации за предстојната зимска сезона. Ке разговараме за повеќе теми, меѓутоа еве ќе почнеме непосредно како ќе ја пречекаме зимската сезона на Попова шапка. Да, Весна, ние веќе сме подготвени за новата зимска сезона. Се е во добра кондиција и спремни сме. Очекуваме дополнителни врнежи од снег, кои што се најавени за ова недела и планираме негде 15 или 20 декември да ја почнеме новата сезона за скијање. Како е со жичарниците сега годинава? Дали сите ќе успеете да ги пуштите и дали, например, се изврши сервисирањето? Како е состојбата? Имајќи го во предвид дека на самото мое доаѓање делот ски лифтовите и жичарниците не беа во функција, тие беа двоседата Свети Илија и двоседата Церепашина. Исто така и шестоседата новата не беше во функција, па ние ја ставевме во функција на самото мое доаѓање. Работевме напорно за да можеме да ги отстраниме сите недостатоци, превземавме мерки за да ги сервисираме истите. Лани ни беа во функција во целост. Исто така и оваа година се направени на време сите сервиси потребни, сите технички испитувања, исто така се добиени и дозволите од страна на акредитираните компании и од страна на техничката инспекција при Министерството за економија. Обично кога се зборува за Попова шапка, постојано се зборува и за проблемот со паркирање на возила, како да се стигне. Како оваа година планирате да го решите тој проблем? Ќе остане се на старо или има некое дополнително решение? Реално, што се однесува за прашањето за паркингот, е реален проблем и имаме недостаток на слободни паркинг места. Минатата сезона ние отворивме уште еден мал паркинг кој што бил на располагање во центарот и го ставевме на располагање и на користење за самите туристи. Исто така, за да ја олесниме, значи, процедурата за паркирањето или пристигнувањето до ски центарот Попова шапка, ние набавивме две нови комбиња и истите ги користивме за шатл бас за туристите. Тие беа бесплатни, значи од кај што се направија големите колони од возилава, ние ги носевме со нашиве шатл бас комбиња до самиот ски центар. Истава ќе ја практикуваме и оваа година, за да можеме да им излеземе на пресред на туристите, да не се машат со долги патувања се до пристигнување на ски центарот. Колкав е реалниот капацитет на ски центарот? Колку луѓе може да дојдат таму? Значи, реалниот капацитет на ски центарот, збориме за скијачи кои што скијат на ски центарот и во стазите на Попова шапка, е над 2000 скијачи дневно. Владата соопшти дека веќе даде зелено светло на италијанска позната компанија во овој бизнис и дека таа ќе го земе под концесија скијалиштето. Може ли нешто поконкретно да ми кажете на нашите гледачи докаде е таа процедура, дали тоа веќе оваа година ќе се работи или оваа година целосно ќе остане под Елем Туркс, докаде е тој процес? Како што беше веќе најавено од страна на владата, италијанската компанија, реномирана на светско ниво, која што го произведува системот за вештачки снег, веќе има добиено зелено светло од страна на владата и му е доделено статусот за стратешки инвеститор. Сега, на втора фаза, ќе треба да почнат преговорите со инвеститорот за секоја точка поединечно, кое што ќе биде инвестирано во ски центарот Попова шапка. Ако се држи ова темпо, како што сме работеле до сега, како што бевме посветени до сега, мислам дека летово 2023
требало да не засегне со првите инвестиции во ски центарот Попова шапка. Значи, кога велиме стратешки инвеститор, тој ќе биде концесионер со подолгорочно доделено на можност да ја користи шапка или ќе биде нешто ко собственик? Како е тој дел? Така би било, али овие детали ќе се издефинират во текот на преговарање со стратешкиот инвеститор. На крај ќе се потпише договор од страна на владата со стратешкиот инвеститор и истиот ќе треба да помине во Собранието на Република Северна Македонија. Така се спомена една голема сума од 50 милиони евра. Не мала, тоа е само дел или тоа е конечна сума? Значи, според бизнис планот, кој што е доставено до Комисијата за стратешки инвестиции, вкупната вредност на инвестицијата е над 186 милиони евра. Само во првата фаза, што подразбира од 23 до 25, првите 5 години, се предвидени над 55 милиони евра инвестиции на конкретни проекти и наведени проекти веќе во бизнис планот и во мастер планот. Тоа би подразбирала нови ски лифтови, нови жичари, нови стази за скијање, значи проширување на стазите постоечките, значи му се додаваат нови стази за скијање, нови паркинг места, до 600 нови паркинг места, пристапен пут од ски центарот па се до ски патеките и многу е важно да се потенцира дека во оваа прва фаза се предвидува и инсталација на систем за вештачки снег на постоечките стази кои што веќе ги имаме и на проширените стази кои што ќе бидат инвестирани во првата фаза. За првата фаза е предвидено дополнително и 2 хотела со 4 звездички, исто така реновирање на хотел Славија. Понатаму, велите прва фаза, дали тоа понатаму значи нови хотели, уште повеќе да се развива тој дел? Да, Ќе имаме ли во мало Австрија во новие простори? Ако го разгледаме бизнис планот и мастер планот, ако го отвараме да го изанализираме детално по секоја точка, тој е многу обемен, сериозен план и многу добар за развој на Попова шапка како ски центарот. Значи, ова е само првата фаза. На другите фази е предвидено проширување на ски центарот од десната страна на Церепашина, која што би опфаќала целиот Јелак, и од левата страна на Церепашина. Исто така, во наредните фази за инвестиции се предвидени и нови ски лифтови и жичари кои што ќе ги поврзат и населбата на Попова шапка, викенд куќичките, а исто така се предвидени и нови парцели или места каде што ќе се изградат нови хотели и нови апартмани. Елем Туркс веќе како компанија се подели на 2 дела, така? Сега има едната е за Попова шапка, едната Молика се вика. Што значи за вработените па таа поделба? Дали ќе се преземат во компаниите, дали веќе се преземени, дали можеби ќе има отпуштања? Тоа е малку понеславниот дел во оваа приказна. Реално поделбата на Елем Турс одамна беше планирана, исто така беше и побарана и од јавноста и од невладиниот сектор, имајќи го предвид дека треба да се развие и Попова шапка, па и другиот дел Молика, пошто ние и таму имаме еден мал ски центар или 2 ски лифтови, кои што и текако се убави и добри за да се развие и тој дел на нашава држава. Со одлука на управен одбор на АДСМ веќе се формирани 2 нови друштва, тие се Ски центар Попова шапка и СМ Молика. Во тек е запишувањето на имотот или префрлувањето на имотот од АД Електрани на Северна Македонија за делот Попова шапка на Ски центарот Попова шапка и за делот на СМ Молика да му бидат префрлени на новото друштво СМ Молика. Да се поврзам
во вашето прашање околу вработените кои што веќе се вработени во друштвото Елем Турс, се работи на изнаоѓање на соодветно решение за да може тие вработени да се префрлат на другите друштва или да бидат превземени на другите друштва, истите како што работеле во подружниците на Елем Турс, сега со одвојувањето би требало да бидат превземени или префрлени во новите две друштва. Сето тоа за да има продолжување и да нема застој за истите вработени. Така. Сега ја спомнавте и Молика. Дали има и таму план за приватизација на Молика, како ќе се оди кон тој комплекс? За Молика имавме и за таму неколку планови за развој на ски центарот Копанки, кој што е во склоп на хотел Молика. Веќе имаме неколку планирани активности таму, како што е осветлување на стазата на ски центарот Копанки, за да има ноќно скијање и таму, вметнување нов систем за ски билети, се работи на проект за градење на јавни тоалети, пошто и таму беше како недостаток, исто како во ски центарот Попова шапка. Има неколку планови за да се развие како што треба и ски центарот Копанки, како што веќе се превземени некои мерки за ски центарот Попова шапка. Продажба или давање на концесија за Копанки или Молика се уште нема такво нешто и не верувам дека ќе има, пошто тоа е нешто добро за Битола и мислам дека капацитетот не е толкав огромен за да има потреба за големи вложувања во тој центарот. Тоа би значило дека АДСМ би можело да направи некои конкретни инвестиции во тој центар. Рековте префрлање на имотот од Елем, се знае дека тоа се уште од старото електростопанство, нели, на времето капацитети. И многу пати ЕСМ спомнуваше уште откако нели се изврши трансформацијата дека мора тие како несуштествени за нивната работа на некој начин нели да се оделат. Со ова префрлање на имотот, тоа значи дека сега вие сами стопанисувате, сами треба да обстанете од тоа што како и ќе заработите. Дали е тоа така? Да, реално ние како Елем Турс, фирма ќерка на АДСМ, ние сме обстанале сами. Значи, со нашата работа, со нашите секојдневни обврски работи кои што ги имаме согласно законот, имало и моменти и ситуации кога не сме биле профитабилни, сме се водиле као загубари и сме имале некогаш поддршка и од страна на АДСМ, директна поддршка. А дали сега компаниите ќе останат како фирми ќерки на ЕСМ или? Статусот на компаниите моментално е фирми ќерки на ОСМ. Така. Кои други капацитети се во рамките на Елем Турс со кои што управувате? Да, Елем Турс стопанисува и со автокампот Ливадиште, апартманите Свети Стефан во Охрид, одморалиштето во Дојран и одморалиштето во Маврово. Сега тие под кого под чија капа ќе бидат, бидејќи има еве две нови друштва, или си останува сепак и Елем Турс да постои? Овој имот се води на име на АДСМ. Значи, управниот одбор на АДСМ ќе одлучи што понатака со овие имоти, со овие капацитети кои што реално се руинирани. Така. А дали вие сега менаџирате со нив во однос, например, еве летна сезона која ќе дојде конкретно за Ливадиште, дали вие тоа го водите? Да, ние сме стопанесувале и сме менаџирале со автокампот Ливадиште. Апартманите Свети Стефан во Охрид биле надвор од функција, пошто немало услови истиве да се издават за летниот туризам. Од друга страна сме го изработиле одмаралиштето во Маврово
и одморалиштето во Дајран било издадено под кирија пред 3 или 4 години. Сега под кого ти е Елем Туркс? Дали Елем Туркс пак ќе постои или тој веќе нема да постои воопшто? Ќе постојат само Молика и Попова шапка друштвата? Сега е во фаза на префрлување на имотот и изнаоѓање на решение на вработените кои што се во Елем Туркс, а треба да се префрлат и да се завршат овие фази на двете нови друштва. За судбината на Елем Туркс понатака, сепак управниот одбор на АДСМ ќе треба да донесе конечна одлука, пошто тие се и основачи на Елем Туркс. Кога ќе дојде, кога ќе почне новиот собственик, дали има некои обврзувачки договори, може би знаете во фаза, во однос на тие вработени колку и да се што работат сега? За сега немам такви информации, пошто овие прашања ќе треба едно по едно да се преговарат во текот на преговорите. Така, дали вие сега, веројатно сте поминали на шапка, дали сте задоволни како се е подготвено за предстојната сезона, бидејќи таа е во најжижата, нели, као наш туристички центар? Јас реално секоја недела сум во Попова шапка и сум присутен во терените и сум задоволен со подготовките кои што веќе се превземани и беа превземени на време за отворање на новата сезона. Ви благодарам, па повторно да се видиме на самиот старт на 14 декември, да споделиме нови информации за билети, нови информации за тоа во каква состојба се нели ски центрите и да посакаме да има снег. Ви благодарам и на вас за поканата.